Нема пријави од страна на граѓаните за оштетени водомери заради ниските температури, информираат од јавното предпријатие ИСАР. Како што истакна директорот Александар Арсовски, ова се должи на навремената заштита на истите, со што не се јавуваат ефекти. Исто така проблеми нема и кај водоводната мрежа, бидејќи цевките се поставени на соодветна длабочина. Но дециден дека доколку има пријави, пред се преку кол-центарот, тие се подготвени да реагираат брзо и навремено. До сега на кол-центарот кој што работи 24 часа немаме добиено пријава за дефект или за пукање на водомери во сопственост на граѓаните. Исто така нашите водоводни линии се поставени на соодветна или планирана длабочина, така да освен оние редовни ситни дефекти на водоводната мрежа, немаме некои посериозни дефекти настанати од ниските температури. Јавното предпријатие е мобилно во овој период, доколку граѓаните имаат проблем, ние ќе интервенираме еспресно и ќе ги решиме и санираме тие проблеми. Исто така морам да апелирам уште еднаш граѓаните да си ги преземат неопходните мерки за термоизолација, односно за термозаштита на водомерите. Меѓутоа, како што кажав, бидејќи нема досега пријави, свесен сум и верувам дека граѓаните веќе знаат и си ги преземаат тие неопходни мерки. За сега праксата покажува дека на воспоставениот кол-центар кој работи 24 часа, граѓаните пријавуваат тековни проблеми со кои се соочуваат во нивното место на живење. Ефектот од воведување на кол-центарот е видлив, бидејќи во секое време се реагира на проблеми кои се пријавени од страна на граѓаните. На кол-центарот најчесто пријави имаме за, да речеме, некое течение на излиена фекална канализација, најчесто по обилни врнежи, каде што се случува на некои места да се меша атмосферската и фекалната линија. Претходно и голем дел од Штипјани посочија дека навремено си ги заштитиле водомерите, со цел да не дојде до нивно замрзнување и пукање. Доколку дојде до штета и дефект на водомер, санацијата е на товар на граѓаните.